أي قلب ضمه الصدق بشوق أي هم ينجلي عند الشروق أي حزن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، له ملك السماوات والأرض وما بينهما وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد. Благодарноста му припаѓа на возвишениот Аллах Азза ва Џел и нека е салават и селам на неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, на неговата фамилија, на неговите асхаби и на сите оние кои ги следат во хајр и добро све до сунниот ден. Зедовме неколку ајети во кои возвишениот Аллах Азза ва Џел ни ги кажува неговите благодети кон Бену Исраил. Но и покрај тие благодети, Бену Исраил само им се спротивставуваше на наредбите на возвишениот Аллах Азза ва Џел поради таа нивна тврдоглавост и наетење. Исто така и денеска со Аллахова дозвола ќе спомениме други случаи од Бену Исраил во кој Аллах Азза ва Џел им подари благодети покрај нивното спротивставување на Аллах субханаху ва таала. А тоа е што Аллах Азза ва Џел ги проживеа откако ги усмрти на ова дуња уште. Па велит возвишениот Аллах Азза ва Џел во 55 и 56 ајет: وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. Велит Аллах Азза ва Џел: и кога вие рековте, о Бену Исраил, о Муса, ние нема да ти веруваме. Гледајте го и наетов на овие Бену Исраил. О Муса, ние нема да ти веруваме се додека Аллах јасно не го видиме. Се додека не ни го покажеш јасно возвишениот Аллах Азза ва Џел. Па заради ове барање, Аллах Азза ва Џел вели: па страшна казна ве погоди додека гледавте, па ве усмрти. А потоа, по смртта ваша ве оживеавме. Ове од кудретот на возвишениот Аллах Азза ва Џел. И по смртта ваша ве оживеавме, за да бидите благодарни. Ове беше било нивно тврдоглаво и наетење и упорност од страна на Бену Исраил, кога барале од Муса алейхи салату вассалам да му го покажи на возвишениот Аллах Азза ва Џел, па рекле: о Муса, ние нема да ти веруваме се додека Аллах јасно не го видиме. И ове токму произлегува од она нивна природа, од она нивна тврдоглавост и непокорност кон возвишениот Аллах Азза ва Џел. Бидејќи е правило дека ниту еден жив човек, нити едно створение нема снага и не може да го види на возвишениот Аллах Азза ва Џел на ова дуња. Поради тој Муса алейхи салату вассалам, со кој директно зборуваше со возвишениот Аллах Азза ва Џел, го замоли својот Господар за тоа. Па рече: "Кала Рабби арини анзур илейк", Господару мој, покажи ми се за да те видам. Кога зборуваше директно со Аллах Азза ва Џел, го замоли Муса алейхи салату вассалам од љубовта према него да го види на Аллах Азза ва Џел. Па Аллах Азза ва Џел му одговори: "Кала лен тарани", нема да ме видиш. Што значи, не можеш да ја поднесеш таа гледка на ова дуња. И зато Аллах Азза ва Џел велит: "Валакин инзур иля алџабали фа ин истақарра маканаху фасауфа тарани." Му вели на Муса алейхи салату вассалам, за да покажи неговата величина и неговата возвишеност, и му велит: "Но погледни во планината,
Па ако таа остане на своето место, ќе ме видиш. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَى سَائِقًا. Па кога Аллах Азза ва Джел, кога Господарот негов на Муса алейхи салам на таа планина и се откри, Аллах Азза ва Джел и се откри на таа планина, тој со земја ја срамни. Значи не можеше да истропи. И Муса падна во несвест. Од оваа страшна гледка, Муса алейхи салату ва салам падна во несвест. Па кога Аллах Азза ва Джел и се покажа на планината, таа се срамна и се распадна и не издржа да го гледат погледот во возвишениот Аллах Азза ва Джел, иако знаеме која е цврстината во основа на планините, која е создадена од цврсти камења. Па како тогаш може човекот да издржи да гледа во возвишениот Аллах Азза ва Джелле на оваа дуња? Значи, на дуњалук не е можно никој да го види на возвишениот Аллах Азза ва Джел, додека на судниот ден, додека на ахирет, Аллах Азза ва Джел ке ги создаде верниците со нова и посилна природа. Аллах Азза ва Джел ке им даде снага да можат да гледаат во лицето на возвишениот Аллах Азза ва Джел, затоа што во дженнет ке им ги промени нивните својства. Нивниот вид ке биде многу посилен, ке бидат посовршени, нивните тела ке имаат снага и способност да можат да го видат возвишениот Аллах Азза ва Джел, и ова е најголемата награда во дженнет. А додека на оваа дуња, никој, рековме, немој да го види на Аллах Азза ва Джел, и ова е потврдено во хадис, каде што Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем рекол: "Ва'ламу аннакум лан тарау раббакум хатта тамуту." И знајте дека нема да го видите вашиот Господар се додека не умрете. Значи на ова дуња не можеш да го видиш твојот Господар. Исто така, од Ебу Дар ради Аллаху анху се пренесува дека го прашал на Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва саллем: дали го виде твојот Господар? Па рекол Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем: видов светлина. А во друго предание светлина, па како би можел да го видам? Односно, светлината негова е како завеса, превес, што е пречка за да го видиме на возвишениот Аллах Азза ва Джел. Во други хадис од Ебу Муса Лешари ради Аллаху анху, исто така кои се наоѓаат во Сахих Муслим, се пренесува дека Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва саллем рекол: Инна Аллаха Азза ва Джелла ла јанаму ва ла јанбаги лаху ан јанам. На вистина Аллах Азза ва Джелла не спие и не му прилега да спие, затоа што сонов или спиењево е слабост, ноксан. Аллах Азза ва Джелла е чист од секаков вид на ноксан и недостаток. Јахфидул қиста ва јарфау. Тој е оној кој ја спушта и ја подига вагата на добрите дела. И вели Мухаммед салаллаху алейхи ва саллем, и ова е битно од хадисот, неговиот превес или перде е светлина, а во друго предание оган. Кога би го тргнал, сјајот на неговото лице би изгорел се докаде што допира неговиот поглед од неговите створенија. Па Аллах Азза ва Джелла од неговата милост го има теја светло, теја перде кое спречува да го видиме или неговиот поглед, нашиот поглед да стигне до возвишениот Аллах Азза ва Джелла на оваа дуња. Додека рековме на ахирет и во дженнет ќе биде поинако. И ова е исправно мислење на мнозинство учењаци, веćина на исламските учењаци, зашто има некој кој вели дека Мухамед алейхи селам го видел во сон. Но исправно е, како што вели исламски учењаци, имаме Тахави рахимуллах и други, дека го видел со своето срце, а не со очи. Го спознал на возвишениот Аллах Азза ва Джел. И ова е значењето дека го видел на Аллах субханаху ва таала. Исто на Исра и Ми'раџ. Кога стигна до оне место кај што никој не има стигнато, нити Џибрил алейхи салату ва салам, на местото каде што му беше објавен намазот, директно зборуваше со Аллах Азза ва Джел, но не го виде на Аллах субханаху ва таала.
Исто на ова кажуваат изборовите на Аллах Азза ва Джал: وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ. Овде има три работи, три начини како пратеници имаат контакт со возвишениот Аллах Азза ва Джал. Велит Аллах субхану ва таала: на ниту еден човек не му е дадено Аллах да му се обрача освен преку објава, а овде се мисли тоа нешто му е вдахнато во срцава на пратенициве, кои знае дека ова е нешто објава од Аллах Азза ва Джал. Ова е прво. Или зад превез, зад перде, ове за теа светло, кое беше само Муса алейхиссалам и нашиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи веселем, кој директно зборве и земве од Аллах Азза ва Джал. Или трето, или да прати пратеник кој со негова дозвола го објавува тоа што тој го сака. Под пратеник овде се мисли на кого? На Џибрил алейхиссалату вассалам. Зашто Џибрил алейхиссалам е тој кој беше задолжен за објавата која ја носеше од страна на Аллах Азза ва Джал кон неговите пратеници. Што значи дека Аллах Азза ва Джал му зборувал за теа перд, за таа светлина на Муса алейхиссалату вассалам и на Мухаммед саллаллаху алейхи васелем. Ове на ова дуња. А додека во дженнет, те е посебна, рекоме, награда и посебна благодет која е резервирана само за жителите на дженнетот. Аллах Азза ва Джал да ни напретонними. Се преносит од Џерир ибн Абдилла радијаллаху анху дека рекол: седевме кај Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи васелем, кога тој погледна кон месечината кога била полна. Кога месечинава е полна и небово е чисто. Дали човек имат проблем да гледа во таа месечина? Нема никаква тешкотија. Па кога го видел ове Мухаммед саллаллаху алейхи васелем рекол: на вистина, вие ке го видите вашиот Господар, значи на судниот ден, исто како што ја гледате оваа месечина, без да имате тешкотија во неговото гледање. Па ако можете, не дозволувајте да бидете совладани од намазот пред изгреј сонце и од намазот пред зајди сонце, односно сабафи и чиндија. Значи, овие се посебни намази кои треба да се чуваат како и другиве, за човек да, меѓу другото, да е постигнат ова голема награда, а те е гледање во возвишениот Аллах Азза ва Джал. Велит Ибн Кудаме рахимехуллах: верниците ке го видат својот Господар во ахирет со своји очи, ке го посетуваат и тој ке им зборува ним директно, а и тие ке му зборуваат нему. И ова рекоме на најголемите благодети во дженнет. И велит Аллах Азза ва Джал: вуџуху јауме иҙин надира ила раббиха надира. Тие денови, на судниот ден, некои лица ке бидат сјајни, кон својот Господар ке гледаат. Но Бену Исраил, рековме дека биле познати по нивната тврдоглавост и упорност и инает. Посебно кон нивните пратеници, а и кон својот пратеник Муса алейхи салату вассалам, и ове е еден од примерите за нивното инаетење. Кога тие побарале оваа гледка да го видат на Аллах Азза ва Джал, Аллах субханаху ва таала ги казни со силна потресна казна, што ги зафати, па тие умре. Потоа Аллах Азза ва Джал повторно ги уживеа за да ги довршат своите животни рокови или својот еџел. Муса алейхи салату вассалам, кога Аллах Азза ва Джал ги усмрти, пошто тие кои ги усмрти биле околу 70 и биле од најугледните и најдобрите во Бену Исраил. Па Муса алейхи салату вассалам им се обрати на Аллах Азза ва Джал, го молеше, понизно им се обрачаше кон својот Господар да ги оживее, затоа што овие 70, ако изумрат, па како ќе се врати кај својот народ Бену Исраил и тие нема да му веруваат, а него и како на останатите пратеници, најбитно му беше динов да го спроведит и да повиквит кон Аллах Азза ва Джал. Па тогаш Аллах субханаху ва таала ги оживеа, како што вели во суратул А'раф. Велит Аллах Азза ва Джал: и Муса одбра од својот народ 70 луѓе за во одредено време да застанат пред нас. А кога ги снајде потрес или молња, па умреа, тој рече: Господару мој, да сакаше можеше и нив и мене претходно да не уништиш.
Ако сакаше, можеше порано на Бену Исраил комплет да ја уништиш, а име не со ними. Ова обраќањето на Муса алейхиссалам кон својот Господар. Па велит Аллах азза ва џел: а потоа по смртта ваша ве оживеавме за да бидите благодарни. Овие курански ајет, браќа, еден од петтите ајети и петте случки кои се наоѓаат во суратул Бекара, во кои Аллах азза ва џелле оживеал луѓе после нивната смрт. Колку луѓе имаме можда слушано кои често велат кој се вратил од таму па да ни кажат. Ова е, нажалост, неверување во задгробниот живот или имање сомнеш за животот после смртта, кој е несомнено дека човека го истават од Аллаховата вера, затоа што верување во судниот ден, верување во задгробниот живот е од основата на исламот и од основата на муслиманите. Новија мискин, кога би седнал да прочитат Куран и да размисли за Аллаховите ајети, ќе видеше дека Аллах џелешану иште на ова дуња имат усмртено и имат проживеано не еден или двојца, туку на илјанници. 5 примери само имаме во суратул Бекара. Овие е првиот пример. Овие случаи со Бену Исраил, со овие 70, кои Аллах џелешану и казни така што ги усмрти, а потоа ги проживеа. И ги проживеа да гледаат едни со други како Аллах азза ва џелле ги проживува. Ова е еден пример. Вториот е случката со кравата, како што е наречено ова сура, за кој иншалла ќе дојде посебен говор, кој Аллах азза ва џелле или со помошта негова беше проживеан убиениот од Бену Исраил. Ова е втор случај. Третиот случај е за оние кои излегоа од своите домови, а беа илјадници, велит Аллах, не еден, туку илјадници. Избега од нивните домови, плашејќи се од смртта, па Аллах азза ва џелле им рече: муту, умрете. Thumma ахјахум, а потоа ги оживеа сите тие илјадници. Четвртиот пример е случката за тој што поминал покрај едно село кое било срушено до темели, па рекол како Аллах ќе го оживее ова по неговата смрт, како Аллах ќе ги оживее овие по нивната смрт, па Аллах азза ва џелле го усмрти колку години? 100 години, а потоа го проживеа. И петтиот пример е примерот со Ибрахим алейхиссалату вассалам и со птицата или со птиците. Значи, овие се 5 примери, браќа, само во суратул Бекара, кој иншалла ќе дојде свекој еден посебно да стане збор за ними. 5 примери само во суратул Бекара, како Аллах џелешану има досмртено, а потоа тие се проживеани од нивната смрт. Па Аллах азза ва џелле е кадар за све. После теја доаѓа од ова казна доаѓа други благодет. А тоа е веќе друга случка, после друг нивни инает, ама за ова случка и за овие говори, иншалла ќе продолжиме во следното дружење, да не го почвиме воопшто, па го моля на Аллах азза ва џелле да ни уцврсти на неговата вера, го моля на Аллах азза ва џелле да ни даде оно со што е тој задоволен и го молиме на возвишениот Аллах азза ва џелле да ни усмрти на вера, на ислам и да ни спојди во џеннетул фирдеус со пратениците, искрените, шехидите и со сите добри луѓе. Амин. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.